Слаба динамика на изградба на пруги, гасовод, водоводи и клучни проекти. Само 10% од планираното изнесува реализацијата на капиталните инвестиции до средината на април годинава. Министерот за транспорт Сугарески се правда дека поразителните бројки се должат на лошите временски услови во првите неколку месеци како и секоја година, но не и дека имало забавено градење поради мерките на владата. Далеку подобра реализација од 65 милиони евра или скоро 22% од планираното има кај изградбата на патиштата кои се под надлежност на јавното претпријатие за државни патишта. Привремено мирување и договорот со Визер поради настанатата состојба и откажувањето на сите летови од домашните аеродроми. Сугарески тврди дека ниту еден проект не е попречен во реализацијата и покрај кратењето кај дел од капиталните инвестиции. Секе се реализирало согласно плановите. Не очекувам во ниеден случај заради средствата било кој проект да биде попречен од она што го има согласно планот за јавни набавки Министерството за транспорт и врски. Делот на капиталните она што е скратено, мал дел на средства е скратен од делот на браната Отиња во Штип, меѓутоа има таму средства, бидејќи очекуваме во наредниот период да биде одобрението за градење се уште не е извадено. Чим го извадат, тоа треба да се тендерира и затоа помал дел на средства, меѓутоа планирано е браната Отиња да се почне со изградба оваа година во наредните неколку месеци. Апсолутно немам проблем со таа работа. Градежните компании пак алармираат дека кризата го стигна и овој сектор. Велат од градежништвото екзистираат уште 22 гранки. Градежниците стравуваат од финансиски крах. Не знаат што ќе биде со тековните, но и со идните проекти. Изградбата на патишта, пруги, училиште и гасовод ќе ги спаси компаниите. Не треба да се кратат капиталните инвестиции што се проектирани во буџетот, а кои се однесуваат на инфраструктурни проекти и тие проекти треба да се реализираат. Министерот вели дека освен намалена динамика кај некои фирми, нема податоци за делење откази во градежниот сектор. На прашање за престојниот протест на превозниците пред владата, Сугарески тврди дека акцизата на нафтените деривати била неопходност, а не желба на владата, бидејќи цените на горивата премногу се намалиле во изминатиот период. 20 денари е цената помало од овие месеци на назад. Ако била 63, 64 денари, сега е 45-6 денари. Така да апсолутно аргументите се неумојливи. Реакција стигна и од опозицијата. Од ВМРО ДПМН обвинуваат за најлоша реализација на пари од буџетот по основ на капитални инвестиции. Тврдат дека реализацијата била слаба и во изминатите години, па сега никој не верува дека владата е способна да гради во услови на криза, имајќи ги впредвид слабите резултати и во нормални услови. Пред пандемијата владата испланира капитални инвестиции во вкупна вредност од 385 милиони евра. Ланската година, кога немаше никаква криза, владата стигна едва до 78%, а 2018-та заврши со катастрофална реализација од 65% од планираното.